Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Во денешниот кворум разговарам со двајцата универзитетски професори Александар Даштевски и Митко Гаджевски. Професоре Даштевски, ајде да почнеме со вас. Во петок, како што кажав во најавата, доаѓа еврокомесарот Хан во Скопје од Европската комисија. Најавија дека неговата посета е со цел да се разговара за сите оние работи кои се превземаат во предизборието за да се одржат избори на 11 декември. Дали со неговата посета може да очекуваме дека 11 декември ќе се зацементира како датум за избори, со оглед на тоа што слушаме и од едната и од другата страна меѓусебни обвинувања кој се плаши од изборно соочување. Кој е вашиот став? Прво, добар ден, нели, и благодарам за поканата за учество во емисијата и поздрав до вашите слушатели, односно гледачи, бидејќи нели имате и камери. Така што во однос на прашањето би можел да кажам дека самото доаѓање на еврокомесарот Јоханес Хан, ние знаеме дека тој одбиваше до сега да доаѓа, бидејќи не сметаше дека се создадени услови, дека атмосферата е вжештена и така натаму. Меѓутоа, самото доаѓање би требало да значи дека ќе се одржат изборите, затоа што веќе долго време помина од преговорите, значи јуни минатата година, нели беше првиот пршински договор, со негово посредство. Апсолутно тоа значи дека и тој сноси, односно Европската унија и САД, односно меѓународната заедница, и одговорност да се заврши овој процес, а тој не може да трае бесконечно. Одолжувањето на процесот значи дека и нивни неуспех на меѓународната заедница, така што штом доаѓа тој доаѓа да ги постави прецизните рокови и услови за од прашањата се затворени, односно за некој немаше ни потреба, нели, фантомски гласачи, кратко да кажам, да не објаснам како се бришеше, што се бришеше и дека испадна дека се во ред. И медиумската регулатива, сега постои тоа ад хок тело, и сега ни една партија нема никаква примедба. И сега за она обвинување, кој е за одлагање, кој не е за одлагање, значи два пати се одложи и тоа експлицитно поради предлог на опозицијата. Затоа што нели списоците, избирачките списоци не се почистени и медиумите не се регулирани. Сега тие прашања, барем како што сите зборуваат, се решени и сега власта бара избори. Опозицијата, ако смета дека ги одлага, тогаш треба да се најде некоја сериозна причина. Така што може би тоа е само еден дел од маркетингот. Не викам на која партија, меѓутоа одлагање на избори прво не би требало да има, а друго тоа не би требало да биде како повод за правење на политички поени. Или имате рейтинг или немате рейтинг. Така што сметам дека треба да се одржат во декември. Ако има некоја позадина, бидејќи гледаме дека утре нема ни теоретски шанси да се распушти парламентот, меѓутоа нели има право до 29 октомври да го распуштат. Ако не се распушти и ако повторно се одложат, ако има некои причини, тогаш сметам дека април би бил последен рок, бидејќи после тоа сето ова би изгубило смисла. Нема смисла веќе да се чека да, бидејќи доаѓаат следните избори што доаѓаат се редовните избори, така што се ќе падне во вода, а за тоа ќе биде виновна, мислам нема да биде целосно виновна, меѓутоа делумно ќе сноси одговорност и вина и меѓународната заедница. Така што сметам дека ова доаѓање на Хан ќе ги реши прецизните рокови и сметам дека ќе се одржат изборите на 11 декември. Така и професорот Митко Гаджевски, како што најавив, го имаме на линија, би сакала тука да го слушнеме и неговиот став. Професоре Гаджевски, претпоставувам дека го слушнавте мислењето на професорот Александар Даштевски. Кој е вашиот став во петок, како што кажав, доаѓа Јоханес Хан, треба да се сретне со лидерите на 4 партии подписнички на договорот од Пржино, дали ова ќе значи за цементирање на датумот 11 декември за одржување на предвремени парламентарни избори? Така, па добар ден и од мене. Сакам да ве поздравам во студиото и да ви се извинам бидејќи денеска не можев да бидам присутен таму. Се надевам дека во некоја следна прилика имаме можност да се видиме.
Па, за сега сметам дека 11 декември е датумот на кој што ќе се одржат избори во Република Македонија, со оглед на тоа дека политичките партии веќе се согласија дека се исполнети минимум услови за одржување на фер демократски кредибилни избори на 11 декември. Според мене, единствено нешто кое што би направило проблем во процесот на реализирање на изборите е укинување на специјално за јавно обвинителство од страна на Уставниот суд во време кога би се распустил парламентот и кога би се нашле во ситуација во која што нема да може според договорот утврдено повторно да се формира во рок од 5 дена, како што беше договорено. Сметам дека Јоханес Хан покрај тоа што ќе биде тука да ја скинира ситуацијата за тоа како се спроведува она што е останато и што не е доспроведено тоа што беше договорено во Пржино, ќе даде и насоки за она што ја очекува Република Македонија во однос на извештајот на Европската комисија, кој што е поврзан со Република Македонија, кој што треба да ни пристигне во ноември. Се појавија спекулации дека ќе се бара од политичките партии, односно од Република Македонија, да застанат позади формирање на специјално оделение во судот, специјално судско оделение, кое што би ги процесуирало обвиненијата на специјалното јавно обвинителство. Меѓутоа, сметам дека се уште е рано за тоа да причекаме одреден временски период да пристигне еврокомесарот Хан, па мислам дека тогаш ќе имаме појасна слика за тоа што навистина тој ќе бара од политичките партии во Република Македонија. Професоре Гаџовски, постојано слушаме меѓусебни обвинувања и од страна на власта и од страна на опозицијата дека власта кога зборува вика опозицијата бега од избори, кога пак опозицијата говори велат власта бега и сака да се сокрие од изборно соочување. Што доколку не дојде до одржување на избори на 11 декември, што би значело тоа? Сметам дека тука нема да биде крива ниту власта, ниту опозицијата, тука најголеми губитници ќе бидат граѓаните на Република Македонија, затоа што оваа криза во Република Македонија трае веќе предолго. И мислам дека сите се согласуваат со тоа, така што највеќе ќе изгубат граѓаните на Република Македонија. Доколку не се одржат избори на 11 декември, мислам дека Република Македонија повторно ќе западне во уште подлабока криза, да речам, затоа што нема да знаеме каде е крајот, односно каде е дното на оваа политичка криза. Искрено се надевам дека на 11 декември ќе се одржат избори и ќе имаме слика за тоа како котираат и како стојат политичките партии во Република Македонија, така што мој личен став е дека од исклучително значење да се реализираат изборите на 11 декември за доброто на граѓаните и за Република Македонија, се разбира. Бидејќи политичките партии секако дека да речем на некој начин тоа им е работа, да обезбедат што е можно подобра позиција за нив. Меѓутоа треба да се погледне и од другата страна, односно да се погледнат и граѓаните. На целокупното општество влија оваа политичка криза, така што сметам дека што побрзо излеземе од оваа политичка криза, тоа подобро ќе биде за граѓаните на Република Македонија. Така и уште едно прашање, доколку се одвива како што треба и доколку изборите нели се одржат на 11 декември, на месец дена сме пред стартот на изборната кампања, што може да очекуваме, која ќе биде главната изборна стратегија, и на власта и на опозицијската СДСМ? Предпоставувам дека власта ќе оди на картата на реализација на проекти кои што досега ги има сработено. Исто така понудување на одредени други нови решенија кои што би можело да се остварат во иднина. А од друга страна пак сметам дека опозицијата ќе оди на картата на враќањето на демократијата, владењето на правото и исповедувањето на правдата во Република Македонија, поставување на стандарди кои што би биле еднакви за сите граѓани во Република Македонија, така што мислам дека тука ќе се кршат копјата. Не би изоставил и онаа валка на кампања со која што би се оцрнувале политичките противници, која што е декор на секој изминати избори, така што мислам дека во таа насока би се одвивала политичката кампања за предстојните избори. А што е со онаа идеја на опозицијскиот лидер Зоран Заев за двојазичност? Дали мислите дека ќе се заигра и на националистичка карта?
Видите, значи тоа е доста чувствително прашање и прашање на кое што веројатно ќе добиеме одговор кога ќе почне кампањата. Пред избори сите политички партии ветуваат и обеќаваат се на електоратот, нели, за да добијат што е можно повеќе гласови. Така што сметам дека и не исклучувам таа можност да политичките партии, односно и опозицијската СДСМ, ја повлече таа карта и да заигра на картата на да речам придобивање на гласови кои што не се од македонската етничка заедница, односно од останатите етнички заедници во Република Македонија. Така што не ја исклучувам таа можност да се оди и на дел од изборната стратегија во таа насока. Така, професоре, ви благодарам што одвоивте од вашето време и што учествувавте во денешниот кворум на Радио Слободна Македонија. Се надевам дека нареден пат ќе дојдете во студиото и тука ќе дебатираме. Ви благодарам уште еднаш што ја прифативте мојата покана. И благодарам и јас на поканата и секако дека ќе се видиме во некоја наредна прилика. Професорот Даштевски го слушнавме ставот на професорот Гаджовски, слушнавме и за тоа на што би се темелела она предизборна кампања на двете партии. Кој е вашиот став? Колку вие смитате дека партиите ќе заиграат на националистичка карта со оглед на тоа што оваа тема е многу чувствителна? Да, значи прво да кажам дека нашите ставови беа слични ако го следиме добро излагањето, односно зборувањето на Митко Гаджовски. Така што само со една работа апсолутно не се слагам, нели, освен оние прашања што на него му ги поставите на мене, не? Така? Тоа што истите прашања. Не се слагам со тоа дека мислам тоа беше како претпоставка негова, меѓутоа сметам дека апсолутно нема да дојде до укинување на специјалното јавно обвинителство за време на распуштање на парламентот, затоа што тоа не е предвидено во Охридскиот рамковен во Пржинскиот договор и таму рекоа, значи, и од владеачката партија која например со ДУИ би можела да го да изврши влијание за распуштање на СЕО или да изврши влијание во некои структури и така натаму. Меѓутоа, тие рекоа кога СЕО ги поднесе овие закони, прво ВМРО, па после ДУИ рече дека ќе го подржи ова предлогот на КТЦ Јанева за законите за рокот за поднесување на пријавите, меѓутоа после излезе и ДУИ и рече дека тоа не е предвидено во Пржинскиот договор и дека тоа би значило дека понатаму нема да важи Пржинскиот договор, него секој ќе излегува со своји барања, после може да бара и други работи, еве како ова со судот и така натаму, што не верувам дека ќе биде ултиматум од Советот на бидејќи тие не поставуваат ултиматуми, може да биде предлог, а може и да не биде, ќе видиме. Меѓутоа тоа не е предвидено во Пржинскиот договор, такво специјално оделение, така што сметам дека нема да се укине СЈО за време на распуштање на парламентот. Ако добро ве разбирам, вашиот став е дека не треба да се излегува од онаа рамка. Ја мислам дека не треба да се излегува, за сега се движиме во таа рамка. Доколку некој не ги почитува определени работи од таа рамка, тоа што е негов проблем. Ние знаеме дека пола од рокот кој го доби СЈО не го искористи поради своја вина. Да речеме, од одлагањето на изборите во мај, што беа предвидени за 5 јуни, па до некаде крај на август, кога се направи некој договор помеѓу партиите, нов, како кажеме, трети или четврти го нарекуваат Пржински договор, до тогаш немаше ништо од СЈО. Значи, воопшто нема никакви активности, нема пресконференции, нема поднесување на пријави, немаше никаков прогон. Значи, кој е виновен за тоа? Не се виновни партиите. И затоа е даден тој рок да се работи таму, да се постигнат резултати, им се даде можност од решени раце да вработат какви сакаат професионалци, експерти, и после слушавме, не знам дали е точно или не, или делумно е точно или не, меѓутоа има некои инсинуации, има некои докази дека се вработени пријатели, роднини и така натаму, тие не може да ја завршат работата. Работата во СЈО со прислушкуваните разговори може да ја завршат само врвни професионалци. И тоа се оди на елиминација, нели?
Има луѓе кои ги преслушуваат, ако се збори таму за купување на тетрадки, не знам, некои работи кои не се важни, тие се елиминираат. И на принцип на елиминација ќе останат само тие предмети каде што има елементи за кривично дело, така што тие веројатно не се многу. Бидејќи видовме дека од 600.000 всушност се процесираат само оние кои се во бомбите, а не и другите, што апсолутно ствара сомнеш дека се работи пристрасно. Доколку работи пристрасно, нема да има резултати, па макар и 10 години да му се продолжи рокот. Тоа треба да работи независно и треба да работи во согласно со законот. Ако вие гледате на телевизија, односно на програмата за парламент, што е трета програма, Собраницки канал, ако гледате дека одговорите што ги поставуваат пратениците одговорница на специјалната јавна обвинителка и шепкаат позади Мисовски од НСДП и Петре Шилегов од СДСМ, што да каже, тоа не е никаква независна специјално јавно обвинителство, ниту пак независен орган кој може да спроведе било каква постапка за тоа што веќе заземал страна. А тоа не се единствени работи кои после видовме како кога не можеше специјалната јавна обвинителка да издржи повеќе, како што кажа, си одам и не доаѓам, дека после тоа отидоа заедно со пратеничката група на СДСМ на ручек, тоа веќе малку е дегутантно, така што подобро да се ослободиме од таа страница на Пршинскиот договор, бидејќи таа не дава резултати, затоа што видовме ние и од првите два обвинителни предлога, ние очекувавме обвинителни акти како повисока форма на криминал, меѓутоа се поднеса обвинителни предлози за 3 скршени прозорци, тоа не директно, туку поради ударање во плехот пред општината, во вредност од 1200 денари. Па казна за паркирање е поскапа. Од тоа, значи тоа не треба да биде предмет на разговор, камоли да се поднесе за тоа обвинителен предлог. А од друга страна, тоа нема врска со она што го слушаме ние во бомбите, не ги коментираме, меѓутоа во бомбите има нешто сосема друго од тоа што од тие скршени 3 прозорци. Така што до сега барем нема никакви резултати од таму, а тоа може би се должи на немање на докази, затоа што специјалното јавно обвинителство прво требаше да докаже кој прислушкувал. Тоа уште не е докажано. Доколку тоа не се докаже, не може да се поведе ни една постапка. Затоа они одат на такви случаи како што е тортура или некој друг, каде што не се врзани со прислушкуваните разговори, а доказите ги црпат од други извори, од видеоленти и така натаму, меѓутоа мора да докажат кој прислушкувал за да процесуират било каков разговор од бомбите. Така што додека не го докаже тоа дали се тоа тајни служби, дали се домашни служби, па ги давале овие на тајни служби, дали се тоа луѓе вработени таму на своја рака, дали се вработени по наредба и така натаму, не можеме да процесуираме ништо пред да знаеме кој прислушкувал, бидејќи уште претходно суд донесе таков став. Така, професоре Даштевски, тука правиме една кратка пауза, време за реклами и секако продолжуваме со разговорот, ќе се навратиме на она тема за двојазичноста и на партиските соопштинија од страна на Социјалдемократскиот сојуз, кои последниве денови се праќаат и на албански и на македонски јазик и секако за партиското седиште на општинската организација на СДСМ, кое вчера беше подновено со двојазична табла. Кворум со Бојана Димитриевска. Понеделник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија.